Добро вечер. Во вечерашниот осумаголник на Канал 8 гостин е градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров. Изминуваат првите 100 дена од неговиот мандат и тоа е повод да биде наш вечерашен гостин во студиото. Добро вечер. Добро вечер, поздрав до гледачите на Канал 8 телевизија. Реков, изминуваат 100 дена. Значи ли тоа дека полека навлеговте во обврските што ги има еден градоначалник, имајќи предвид дека ова ви е прв мандат? Така е, поминаа 100 денови откако седнав на функцијата градоначалник на општина Виница. Во овие 100 дена согледавме какви проблеми се соочуваме, со какви проблеми се соочуваат граѓаните на општина Виница и каква е локалната администрација на општина Виница. На почетокот на мандатот излеговте со една пресконференција кратка на која што соопштивте дел од затекнатата состојба и финансиска и сето она што значи работење на локалната самоуправа, односно на општината во изминатиот период. Полека се решаваат ли тие проблеми? Па полека се решаваат проблемите, меѓутоа со оглед на фактот, како што и кажавте и вие, дека на почетокот на мојот мандат излегов и кажав дека општина Виница е задолжена општина. А долгот на општина Виница изнесуваше некаде околу 100 милиона денари, од кои 39,5 милиони денари беа основен долг. Имавме долг, училиштата има 5,5 милиона долг, имаше долг по заемица од Министерството за финансии 6 милиона, два кредита, едниот 43 милиона денари, другиот околу 7 милиони денари. Така да вкупниот долг плюс долгот на неисплатените паушали на советниците, вкупниот долг изнешуваше некаде околу 100 милиони денари. Буџетот на општината е познат. Може ли со приходите што се прибираат да се враќаат овие долги? Па добро, значи ние менаџираме со долгот, се со цел за да немаме некои посериозни проблеми. Така да еве минатите неколку денови ги плативме ратите од кредитот. Тоа са едниот кредит е 2 милиона и 200 илјади денари, другиот кредит е околу 500 илјади денари, значи 2 милиони и 700 илјади денари ги вративме кредитите. Меѓутоа имаме уште еден кредит, тоа е во август месец, така да мораме да менаџираме, мораме да работиме паметно се со цел граѓаните да не почувствуваат никакви проблеми во текот на работењето во нашиот период. Кои се најголемите проблеми со кои што на самиот старт на вашиот мандат се соочивте во општината? Проблеми од аспект на финансии се разбира? Па добро, проблеми од аспект на финансии секако, меѓутоа главно граѓаните доаѓаат и ги бараат своите лични, ги даваат своите лични проблеми. Тоа се проблеми со вработувањето, проблеми во делот на социјалата, проблеми во урбанизацијата. Значи главно граѓаните доаѓаат и своите лични проблеми ги пренесуваат на мене лично како градоначалник. Вашите надлежности не се во тој дел, меѓутоа веројатно им излегувате во пресвет таму каде што можете. Така е, значи дел од проблемите на граѓаните ги решаваме, меѓутоа дел од проблемите на граѓаните не се решаваат преку ноќ. Така да ги согледуваме кои се оние проблеми кои што можеме да ги решиме и доста проблеми можам да кажам и решивме. Во изминатиот период од 100 дена можам да истакнам дека во општина Виница примив повеќе од 600 граѓани со кои што разговаравме за сите проблеми во кои што се соочува нашата општина. Знаеме во каква состојба сме, знаеме што е она што се наши ингеренции, знаеме она што се ингеренции на државата. Па така ги упатуваме граѓаните на нашата општина каде им е местото, што треба да побараат од нас, што можеме ние да завршиме, кога можеме да го завршиме и како можеме да го завршиме. Се она што и во надлежност на државата ги упатуваме кај органите што се под државна капа. Роден виничанец, живее и работи, би рекол, во локална средина, ги познавате проблемите можеби добро за она со кое што ќе се соочувате во наредните години. Сметате дека може да се решат најголем дел од проблемите? Имате формула, би рекол? Па така е, значи уште со самото прифаќање да бидам кандидат од страна на опозицијата, тогаш на локално ниво, Социјалдемократскиот сојуз, сега партија на власт и на централно на локално ниво, имав формула, имав начин на кој можам да излезам пред граѓаните, да им соопштам мојата програма, да им кажам се она што можам да го реализирам и тоа го оставив и на лист хартија. Во изминатите 100 дена гледаме дека дел од овие проблеми веќе се решаваат. Значи,
Тука сме во дело на социјалата, во дело на инфраструктурата, во дело на водоводната патната мрежа. Тука сме во дело на канализациите, ги решаваме сите оние неопходни работи кои што им се потреби на граѓаните не само на градот Виница, туку и на населените места кои што партиципираат кон нашиот град. Очекувавте, уште во предизборната кампања, ветувавте дека ќе добиете поддршка од централната власт. Доаѓа ли таква поддршка? Така е, доаѓаат поддршки од централната власт. Имаме неколку проекти кои што се во фаза, дел од проектите кои што ги аплициравме веќе добивме некои ветувања, некои влезаа во програмата на владата на Република Македонија, некои се надеваме во наредниот период дека ќе влезат. Меѓутоа, доколку ние сами не аплицираме, доколку сами не доставиме проекти, не идејни решенија, готови проекти, кои за жал изминатата локална власт можем да кажем дека 2 години не распишала тендер за проекти. И тука ствараше еден поголем проблем, што е она што можеме ние за толку краток период, бидејќи знаеме дека програмата на владата се донесува до крајот на годината. Знаеме дека буџетските средства се предвидуваат до крајот на годината. Се она што можевме и што имавме можност да аплицираме и да доставиме до владата на Република Македонија, ние тоа го доставивме. Имаме некои проекти кои што ни се одобрени, некои проекти очекуваме дека во наредните периоди ќе бидат одобрени. Рековте не е поднесен проект, односно апликација за проекти 2 години. Немало добри идеи, немало добри луѓе кои што би можеле да ги подготват проектите или едноставно не сакало да се аплицира? Не знам, јас не можам да кажам, меѓутоа мислам дека инертност и мразливоста на претходната локална власт довело до тоа. Како е можно еден град да се развива, како е можно општина Виница да се развива, ако немало едини проекти, ако немало готови проекти? Како може граѓаните да ги бараат и очекуваат придобивките од страна на локалната самоуправа, доколку локалната самоуправа нема готови проекти? Навистина не ми и мене јасно ова прашање. Каков е односот меѓу локалната администрација, општинската администрација и новата власт, би рекол, вие како градоначалник? Добро, ние знаеме дека со доаѓањето на функцијата градоначалник, јас знаев дека ќе се соочуваме и со дел од проблемите со локалната администрација. Меѓутоа, уште од самиот старт, бидејќи јас 10 години работев во приватниот сектор, уште од самиот старт им кажав кои се нивните надлежности, што е она што очекуваме од нив и што е она што барам од нив. Значи, имаме администрација која си ја врши работата, имаме администрација која не си ја врши работата, имаме администрација која не знае што треба да работи. И тука имаме еден поголем проблем. Меѓутоа, како што и кажав и пред малку, уште самиот старт им кажав што се нивни надлежности. Што е она што јас очекувам и доколку сакаат да соработуваат со мене, јас сум тука и можат да сметат на мене за било која работа. Меѓутоа, доколку некој не сака да работи, не го интересира, вратата му е отворена. Значи, тоа уште во самиот старт, првите денови им го кажав на соработниците. Сега за сега гледам дека администрацијата полека, но сигурно ја сваќа мојата порака, разбира што барам и гледат на некој начин овие обврски кои што им ги давам јас како градоначалник да си ги извршуваат. Направивте уште во првите 100 дена, би рекол, промени одредени кадровски пред сето овие во училиштата. Значи дека може да има промени и внатре во администрацијата? Така е, на почетокот ги викнав сите директори на училиштата, на 4 основни училишта и на училиштето за средно образование. Разговарав со нив, некои уште од самиот старт си дадоа оставка, дел од директорите со разговор, со договор меѓу мене и нив, после неколку денови и тие си дадоа оставка, така да на нивно место назначив нови ВД директори. Меѓутоа, не станува збор за луѓе кои што не си ја вршиле работата. Станува збор за луѓе кои што им било доста, сакале да прекинат и никако немало нити уцена, нити намера да си дадат оставка. Имам директори се уште
од старите, како што се директорот на Домот на културата, на музејот, на библиотеката, кои што се од стари директори кои што се уште се на функцијата. Се спомнува обично партиски реваншизам, враќање на стари долгови. Има ли такви работи? Па не знам, значи доколку има ќе излезе некој пред медиумите, пред вашите, пред било кој ќе каже дека има реваншизам. Јас сум принцип не сум човек кој што гледа во таа рамка. Јас сум човек кој што знае да цени луѓе кои што сакаат да работат и луѓе кои што не сакаат да работат. Во принцип нас граѓаните не бираа да ствараме проекти, да работиме во интерес на нив, граѓаните да го добијат она што им го ветивме и во тој дел немам намера на никој, нити да се реванширам, нити некаква друга лоша конотација да дојде од моја страна. Кога сме кај проектите сега да се префрлиме конкретни работи, она што како приоритет го поставивте во наредниот период до крајот на оваа година, кои се проекти што ќе можат виничани да ги видат? Така е, значи во изминатите 100 дена излеговме, видоа граѓаните дека работиме. Видоа дека дел од проектите кои што ги ветивме и ги реализиравме. Значи јас морам да истекнам најпрво дека 2017 година проекцијата на проекти на општина Виница беше 109 милиони денари. Меѓутоа, беа реализирани само 17 милиони денари, од кои 5 платени. Значи, тоа е некаде околу 15% од реализацијата која што беше донесена на програмата која што беше донесена на Советот на општина Виница. Во наредниот период, јас само ќе истекнам некои покрупни проекти кои што ги веќе договоривме, а некои се веќе и реализирани. Така, например, долгогодишниот проблем со жителите на село Грлани, бидејќи нема вода, водоводната мрежа во село Грлани, поточно во мало Трајановци е решена. Значи, овие жители на ова мало веќе имаат вода за пиње. До сега се снабдуваа со цистерни, со туби и уште не знам како. Значи, знаеме дека сме 21 век, меѓутоа жителите на ова село немаа вода за пиење. Таков беше случајот и со жителите на село Лески. Значи, тука можам да истакнам дека минатата година 6 месеци жителите на село Лески немаа вода за пиење. Во изминатиот период, заедно, јас со локалната самоуправа, излеговме на терен. Почнавме со ископи за каптажа на бунари и така да на платнината Плачковица ископавме 4 бунари каде што најдовме вода за пиење за жителите на село Лески. И тоа е еден од проектите кои што го ветивме и го реализиравме. Меѓутоа морам да истакнам дека 17 милиони денари кои што беа реализирани во минатата година се многу малку. Мојата проекција за оваа година е некаде околу 130 до 150 милиони денари. Значи, тоа са многу поголема и повисока летвичка крената. Меѓутоа, тоа са проекти што од локалната самоуправа средства, што од централната или било кои други фондови. Само ќе истакнам дека проектот со филтер станица во село Трсино, кој што жителите на ова село ги тангираше за години, веќе е решен. Пред некој ден потпишавме договор со Министерство за финансии, средства преку ИПА, 75% од ИПА и 25% од страна на општина Виница. Ова е еден од поголемите проекти. Друг проект кој ќе го реализираме е патот од село Трстија преку Грлани, тоа е километар до Мало Маринци, тоа е километар и 800 метри. Заедно со фотоволтаичниот систем на основното училиште Никола Парапунов, и тоа е некаде околу 31 милион денари. Други 30 милиони денари обезбедивме од страна на јавното претпријатие за државни патишта, а тоа е проширување на патниот правец од Пекланска река до село Бигла. И исто така треба да истакнеме дека го решивме и проблемот на трите улици во село Градец со канализација, така да ова се дел од работите кои што ги решивме, меѓутоа и кои ги договоривме, меѓутоа во наредниот период следуваат и други работи и мислам дека граѓаните со тек на време ќе осознаат за што се работи.
Спомнувате решавање на пред се на водоводното проблеми со водоснабдувањето, би рекол, водоводните мрежи, меѓутоа ги спомнувате населените места. Општинскиот центар? Така, значи општина Виница обезбеди средства од 6,5 милиони денари за промена на старите азбести цевки за нови полиетиленски цевки. Овој офат ќе почнеме да го решаваме уште во текот на овој месец. Тоа се неколку улици во градот Виница. Во вкупна должина некаде околу 3700 метри. Така да и градот Виница е зафатен со решавање на проблемите кои што ги имат граѓани. Чудно е да долго време проблемот со водоснабдувањето останувал, би рекол нерешен. Сега се добива впечаток дека мора да се прави комплетна реконструкција. Меѓутоа не е само водоснабдувањето и одведувањето на отпадните води е исто така проблем. Жителите на Градец, колку што знам, долго време бараат решавање на канализационата мрежа, а не верувам дека не се помалку проблемите и во другите населени места. Така е, како што истакнав и сега пред малку, село Градец за овие 3 месеци 3 улици решивме со канализациона мрежа. Меѓутоа, тоа е некаде околу 80% е решено. Останатите 20% ќе го решаваме во текот на ова и следните години во село Градец. Во село Јакимово овој проблем е решен, во градот Виница е решен, меѓутоа во повисоките места има работи кои што треба да ги решаваме. Во нашата програма предвидена е за оваа година решавање на канализациона мрежа од 450 метри во село Истибање и 150 метри во село Лески, во село Трсино. Така да исто така се предвидени средства од околу 1 милион денари за село Лески за решавање на канализационите проблеми, така да еден поголем дел од овие проблеми ќе ги решаваме уште во првата година од мојот мандат. Канализацијата и водоснабдувањето одат рака под рака. Актуелни се цените на водата, односно сметките за комунални услуги. Како стоите вие во општина Виница во тој дел? Ќе има намалување на цената на водата или пак ќе се покачат? Не само што ќе има намалување, туку ние веќе и намаливме водата за пиење. Од 1 јануари граѓаните после 8 години можам да кажам дека за прв пат ќе плаќаат поевтина вода. Тоа ни беше едно од нашите клучни барања, меѓутоа регулаторната комисија даде цена на вода. Цената на вода беше минимум 22,5 денари, максимум 28,5 денари. Ние се одлучивме за минимумот. Минимумот го донесовме со одлука на Совет, така да граѓаните од 1 јануари 2018 година плаќаат поевтина вода за пиење во градот Виница. Делот на одводот на вода, рековме, ќе треба да се решава, бидејќи ќе се вметне и цената за пречистителни станици. Виница веројатно ќе мора да го реша овој проблем, имајќи предвид дека колекторскиот систем се испушта директно во реката Брегалница во моментот. Па и како повеќе општини, така и Виница, колекторскиот систем се испушта во реките. Меѓутоа, пред недела дена договоривме со Швајцарската агенција за обнова и развој, договоривме финансиски средства од 150.000 швајцарски франци за физибилити студија на овој колекторски систем, општина Виница, за прочистителна станица конкретно, општина Виница да се приклучи на прочистителната станица која што има општина Кочани. Бидејќи таа се наоѓа кај Мојанци, а знаеме дека и општина Кочани и општина Виница со колекторскиот систем испуштат отпадните води, ги испуштат во Брегалница. Растојанието меѓу двете прочистителни станици доколку се работат две околу 5 километри. Затоа ова физибилити студија ќе ни покаже дали треба ние да правиме нова пречистителна станица или дали може да се приклучиме на пречистителната станица на општина Кочани. Бидејќи знаеме дека прочистителната станица на општина Кочани е за жители од 50 до 100.000 жители. А знаеме дека Кочани колкав е бројот на жители, знаеме Виница колков е, така да мислам дека и двете општини можат да се приклучат на оваа прочистителна станица, што ќе даде на граѓаните уште еден дополнителен мотив, а тоа е намалување на цената на
на услуга, за бидејќи ќе се подели цената на услуга меѓу овие две општини. Во делот на патната инфраструктура, веројатно е еден од главните приоритети што како општина ќе ги решавате. Постојат голем број на улици, не само во Виница, туку и во населените места, па и локални патишта кои што чекаат на асфалтирање, реконструирање. Кој ќе биде приоритетот во наредниот период? Гледаме сега дека овие денови најактуелно е одроните на Карпи над село Истибање. Така да алтернативно решение за сите, значи јас истакам дека алтернативно решение за сите кои што патуваат на овој патен правец е патниот правец од Пекланска река преку Драгобршта до село Бигла Делчево. Знаеме дека почетокот на овие два крака, а патот околу 1,9 км од двете страни е проширен. Меѓутоа останатите 14 км не е проширен. Ние заедно со градоначалникот на општина Делчево аплициравме до агенција за патишта и подпишавме договор со нив да овој патен правец веќе уште наредниот месец почне да се проширува. Значи тоа е алтернативно решение. Вкупниот износ на овој патен правец е 52 милиони денари, од кои 30 милиони денари доаѓаат во општина Виница, а тоа се некаде околу 8,5 километри. Останатите е на територија на општина Делчево. Така да овој ни е клучен патен правец кој што го ветивме исто пред граѓаните уште во нашата програма и нашата кампања, го ветивме дека ќе го реализираме и токму така уште оваа година ќе почнеме да го реализираме. Ова е една од поголемите капитални проекти кои што општина Виница ги нема до последните 10. Кои се обврските на општината, освен што ќе ги добие парите од државата? Геодетските услуги, експроприација на земјиштето и сите други средства кои што не се предвидени во овој договор се обврска на двете општини. Меѓутоа, кога спомнавме за патни правци, ќе кажеме дека во нашата програма планираме да ги асфалтираме сите улици во општина Виница. Меѓутоа, тоа не можеме за една година, така да оваа година планираме да асфалтираме 4 улици во општина Виница. Планираме со асфалтирање на главната улица во село Лески. Значи, тоа е од почетокот на село Лески, кај што завршува канализацијата. Од таму до црквата планираме најстарата улица во село Јакимово да асфалтираме. Планираме патот да го довршиме од Виница до Јакимово. Планираме улица во Трстија и планираме во Градец улица. Меѓутоа, не се само овие улици кои што ги планираме и во другите населени места. Дел ќе реализираме уште оваа година, меѓутоа дел ќе реализираме и во наредните години. Планираме во следните 4 години улица во општина Виница да нема неасфалтирана. Дали ќе биде тоа со асфалт, дали ќе биде со бекатон плочки. Меѓутоа, во зависност од условите кои ни ги дават, наша заложба е Виница да се урбанизира, Виница да биде едно пристојно место за живење за сите граѓани на нашата општина. Премногу амбициозно звучи. Ќе најдете ли пари за се тоа да се реализира? Кажав дека оваа година планираме од 130 до 150 милиони денари да влезат во нашата општина. Очекувате и наредните години толку високи? Нормално дека очекуваме. Значи со работа, со проекти кои што ќе аплицираме, што од страна на општина Виница, што од страна на европските фондови, на државата, планираме сите овие работи кои што ги ветивме на граѓаните на општина Виница и да ги реализираме. Значи, доколку сакаме, голем дел од овие работи ќе ги решиме. Еве, кажав дека оваа година планираме средства 130 до 150 милиони, кои што изминатите 10 години немало толку инвестиција во нашата општина. А оваа година само со патниот правец од Бигла до Пекланска река, со филтер станица во Трасино, со патот Трстија Грлани до Маринци, значи изнесуваат само, тоа е само 60 милиона денари. Меѓутоа имаме и други проекти. Еве сега ќе наповедам уште еден проект. Проект аплициравме до Министерството за образование за изградба на спортска сала во основно училиште Славчо Стојменски. Овој проект е во вредност од 24 милиона денари само за салата. Меѓутоа има дополнителни трошоци за комуналии кои што ќе ги финансира нашата општина.
Спремни ли сте, подготвени ли сте на крајот на оваа година да направите една ретроспектива, еден мал отчет за тоа што е постигнато, имајќи предвид дека се работи за навистина сериозна сума пари? Да, секако. Значи, јас сум достапен до медиумите секојдневно. Секојдневно разговараме, секојдневно се договараме, секојдневно ги кажуваме нашите планови. Дали дел од овие планови ќе се реализираат во оваа година или не, ќе излеземе пред граѓаните и ќе кажеме, еве за оваа година во програмата го ветивме ова, а ова го реализиравме. За наредна година што ветуваме, што ќе реализираме. Тука сме, граѓаните ни дадоа доверба да работиме, да ги остваруваме, да ја остваруваме програмата која што ветивме и затоа немам проблем у тој дел воопшто дали ќе излезам пред граѓаните и што е она што ќе кажат граѓаните. Во делот на комуналното уредување на Виница, на градот, мислам пред се од средување на проблемот со градскиот пазар и сите други слични проблеми, ви остануваат како обврска во наредниот период. Така, значи едно од главните ветувања на нас, на мене, а пред граѓаните на општина Виница беше ветувањето со покриен градски пазар. А моментално се соочуваме со еден малку поголем проблем, а тоа е што деталниот урбанистички план за блок 18 дел 4, тоа е за градскиот пазар во Виница, не е донесен. Меѓутоа блок 18 го опфаќа и цело ромско мало. Така да тука ќе имаме малку поголем проблем пред се во делот на урбанизација, се додека не се донесе деталниот урбанистички план, на оваа локација ние не можеме ништо да градиме. Меѓутоа морам да истакнам една друга работа. Во овој опфат го опфаќа киносалата на општина Виница, каде што распишавме минатите денови, распишавме тендер за проектна документација, се со цел за да можеме да аплицираме со прекограничните градови на Република Бугарија. Таков договор остваривме со општина Банско, од соседна Република Бугарија, и ќе аплицираме конкретно за киносалата за реновирање на нашата киносала. Меѓутоа, веројатно, освен овој проект кој што го нудите како можност преку граничната соработка, има можности и за други пари да се искористат, имајќи предвид дека навистина Европската унија преку овие фондови помага за решавање на инфраструктурни проблеми. Така е, значи решаваме и други, аплицираме до сите меѓународни фондови, до Бирото за развој отвори пред 2 дена повик за аплицирање, така да секаде каде што можеме да аплицираме и каде што можеме да добиеме средства, ние аплицираме. Не оставаме. Само ќе истакнам во делот на овие работи, значи имаме грант од 2.600.000 денари добиено и општина Виница ќе финансира уште 1 милион денари. Ова го подпишаме со Министерството за финансии за купување на нов ровокопач. Овој ровокопач ќе го подариме или ќе го дадеме за услуга на јавното комунално претпријатие Солидарност, бидејќи знаеме дека стариот ровокопач е во многу лоша состојба. Решавањето на социјалните проблеми на населението ви висат на врат, би рекол. Како ќе се справите со тоа? Воглавно се трудиме да ги решиме. Социјалните проблеми Република Македонија ги има речиси секаде. Меѓутоа, ние сме општина која што се грижи за сите граѓани. Имаме локација предвидена за изградба и на социјална стамбена зграда. Тоа е веднаш до јавното комунално претпријатие Солидарност. Значи локацијата е донесена, има тамо детален урбанистички план. Аплициравме до стамбени делов простор на Република Македонија, каде што ни одговорија дека оваа година ќе распишат тендер за социјална зграда и се надеваме дека до крајот на годината ќе ја добие фирмата, ќе се добие проектот и можеби веќе при крајот на годината или следната година општина Виница да почне со градба на социјална стамбена зграда. Ова ќе биде прва социјална стамбена зграда која што ќе биде во општина Виница. За колку број семејства се работи? Тоа се работи за 39 семејства, каде што тоа се за 2 стамбени објекта, 39 семејства, а меѓу нив ќе има и паркинг места, меѓутоа ќе има и административен објект. Каква е поддршката што општината ја предвидува да ја даде во делот на
граѓанските здруженија, односно граѓанскиот сектор, пред се мислам во областа на спортот, културата и сите други видови действувања на здруженијата? Па добро, ние донесовме одлука на Советот на општина Виница, каде што предвидевме 1,5 милион денари за овие здруженија. Мислам 1,5 милион за спортските клубови и 600.000 денари за граѓанските здруженија. Така да ги поделивме овие средства на сите спортски клубови, на сите граѓански здруженија. Се надеваме дека нема да бидеме ние единствени спонзори за спортските клубови. Така да разговарав и со здруженијата дека да, општината ќе помага колку што може. Меѓутоа, за да еден спортски клуб се развие на потребите кои што се потребни, мора да има добар спонзор. Меѓутоа, како што ви кажав, гледаме дека сите спортски клубови, не само во нашата општина, туку во цела Република Македонија, главно се базираат на парите предвидени од општината. Ако лани општина Виница издвоила околу 900.000 денари за спортските клубови, оваа година тоа са 1,5 милион денари. Овие пари ќе ги дадеме, ќе ги платиме на спортските клубови. Меѓутоа, како што истакнав, ова не са нити доволно пари за нив, доколку се базира само на општината. Веројатно општината нема обврска да ги финансира, меѓутоа треба да го помага масовниот спорт, пред се развојот на спортот во кој што се опфатени младите. Веројатно во наредниот период ќе може да, доколку имате поголеми приливи, и да го зголемите буџетот во тој дел. Така е, тоа не е проблем, меѓутоа како што истакнав, не е должна општината да им дава пари на спортските клубови. Ние само ќе истакнам дека ако минатата година спортскиот пинг-понгарскиот клуб, кој што има и награди добиени од страна на државни првенства, нашите пинг-понгари, има општината предвидена 30.000 денари, а не и платила нити денар. Еве јас кога дојдов им ги исплатив тие пари. На карате клубот Лидер, кој што е еден од подобрите во Република Македонија, кој што се такмичи на меѓународни надпревари и ние сите се гордееме со него. Ако општина Виница му имало предвидена 50.000 денари, ние сумата ја дуплиравме. Значи, за сите успешни клубови, нормално и за Тороспорт, ако ракометниот клуб Тороспорт, ако општина Виница е предвидела 100.000 денари, се има 170.000 денари. За сите тие клубови кои што се развиваат, општина Виница ќе дава плюс пари. Меѓутоа, пак ќе кажам, ова не е начинот на функционирање на спортските клубови. Во делот на културата не спомнавме ништо. Општината беше спонзор, би рекол главен носител на фестивалот им Виница Веритас, меѓутоа и на други културни случувања. Останувате со тоа пределба? Така е, значи општина Виница ќе ги финансира и им Виница Веритас, фестивалот на хуморот и сатирата. Општина Виница ќе го финансира и Стибанското здравоживо, кој е меѓународен фестивал. За него издвоивме 1 милион денари. А општина Виница ќе ги финансира и Тодорови трки и сите манифестации кои што се случуваат во нашата општина. Ова се културни настани, меѓутоа мораме како што истакнав и претходно, и во дело на културата мора да се бараат пари и од страна на Министерството за култура. Едно прашање кое што сега се јавува е во односот локална централна власт. Колку е лесно да се добијат пари, мајки предвид дека вие како локална самоуправа, односно како градоначалник, припаѓате на истата политичка опција која што е на централно ниво? Полесно ли е да се добијат пари, да се... Па не знам како е било претходно, меѓутоа, бидејќи сега сум јас градоначалник од страна на СДСМ и на централна власт, морам да истакнам дека сите општини кои што имаат готови проекти и кои што ќе аплицираат, имаат големи шанси да добијат средства. Општини кои што немаат проекти, кои што имаат само идејни решенија, не верувам дека некој ќе ги пушти некој денар. Така да и ние, она што го имавме, она што го распишавме и што ги добивме овие проекти и аплициравме, дел од тие ни се уважија и еве, како што истакнав и пред малку,
добивме средства за овие проекти, меѓутоа доколку не работиме ние, никој нема нити да ни помогне, нити да помисли да ни помогне. Така да средства се даваат само за конкретни проекти, не се даваат за било каква друга помош. Лични врски, познанства со одредени министри, владени функционери не помагаат? Помагаат во дело на телефонски разговори, во дело на финансиски средства на помагање, како што истакнав, само проекти. Готови проекти, кои што се издржани, кои што владата ги најави дека ќе ги финансира, можат во тој дел да помогнат. Меѓутоа, проекти, ако нема општината, значи владата нема шанси да помогне. Во делот на создавање инфраструктурни услови за развој на индустријскиот, на стопанството, размислувате во тој дел да, општината на некој начин помогне? Па добро, сега моментално работиме на урбанизација на еден блок, тоа е блок 11 дел 2. Се со цел за да можат стопанствениците да градат. Исто така пред 20 на дена имавме јавна презентација на блок 2 дел 3, каде што се наоѓа фирмата СБВ Ромеро. Така да сите оние заинтересирани приватни собственици и сите оние парцели кои што ни се предвидени за лесна и негазагадувачка индустрија или за тешка индустрија, ние ги урбанизираме, а дел од овие делови се и урбанизирани. Идејата за формирање на слободна трговска индустријска зона меѓу Кочани и Виница беше промовирана, меѓутоа за сега? За сега нема ништо. Значи, за сега нема ништо од оваа идеја. Оваа идеја се уште стои само во разговор, меѓутоа некои поконкретни работи во тој дел се уште нема ништо. Поминуваат 100 дена, рековме, кога сега ќе се навратите наназад, какви ви се чувствата? Вистински избор направивте што се кандидиравте за градоначелник или можеби, понекогаш помислувате дека навистина премногу главоволки обврски си презедовте? Па добро, така е. Значи главоволки имаме секојдневно. Значи секојдневно се разговараме или се слушаме или доаѓаат луѓе, повеќе од 100 луѓе. Некои се чести, некои еднаш доаѓаат, состаноци секојдневно, проблеми секојдневно, меѓутоа, како што истакнав и пред малку, јас бев спремен за оваа работа. Значи јас немав дилема дали ќе се нафатам или не. Значи јас сакав да се нафатам, јас сакам оваа работа и сакам да излезам чист пред граѓаните на општина Виница. Да кажам, тоа што го ветив, тоа што го сакав да се реализира за нашата општина, а програмата која што ја ветив, за која што вие одлучивте и го дадовте вашиот избор за мене, тоа е пред вас, тоа е на маса. Отворен сум секојдневно. Иако имам среда ми е ден за прием, секојдневно доаѓаат граѓани кои што ги примам. Нема граѓани на општина Виница кои што го нема приман. Без разлика, дали ќе биде во 8 часот сабајле или во 6 поручок. Значи, тука сум, разговараме, се договараме, бидејќи знам дека граѓаните не доаѓаат паушално. Доаѓаат се со цел за да се реши некој проблем. Кој е мотивот за еден млад човек, релативно млад човек, а и како порака да им ја пренесете на младите во Виница, па и во регионот, да останат овде, имајќи предвид каков е трендот за иселување во западноевропските држави? Па со оглед на тоа дека јас од секогаш сум амбициозен човек и сакам да одам напред и да напредувам, желбата за успех еден ден доаѓа. Така да се надевам дека младите кои што имаат цел пред нив, кои што сакаат нешто да постигнат, треба да си ја стават пред нив и таа цел да и биде нивни мотив. Доколку немаат цел, значи едноставно ќе кажуваат, не е добро овде, ќе одеме странство, ќе работиме таму за толку пари, овде нема. Значи секој кој што е бил амбициозен, кој што сака да оде напред, без разлика, и јас сум имал проблеми, милион проблеми, финансиски секаков проблем. Меѓутоа, желбата за успех и за по-добар живот ми беше мотив
така да се нафандив и за ова функција да бидам градоначелник на општина Виница и на крајот еве гледаме дека ова работа за која што се заложив веќе станува и реалност. Имате некаква соработка досега со Советот, во тој дел барем немало досега препукување од она што ние како новинари го следиме? Па добро, значи воглавно ако има некои ситни препукувања, тоа ќе бидат меѓу советниците на Социјалдемократскиот сојуз или на ВМРО-ДПМН. Воглавно имам одлична соработка со сите советници, значи не можем да ги издвојам било кој, соработуваме, се договараме, се она што е неопходно за општина Виница, заедно одлучуваме. Можете да забележите дека дел од одлуките се и едногласни. Нема тука дали си ВМРО или СДС. Има интерес за граѓаните на општина Виница. Очекувам дека ова интервју прво би рекол официјално, барем за нашава телевизија, во наредниот период ќе имаме можност да го повториме уште неколку пати со проекти кои што ќе ги реализирате, а и плановите кои што во наредниот период ќе се јават да ги им соопштите на граѓаните. Така е. Прв пат сум во студиото на Канал 8 телевизија, меѓутоа во изминатиот период бев и во другите телевизии, бев во национални, бев во регионални. Се надевам дека ќе имаме одлична соработка, како што ја имавме и до сега, дека ќе соработуваме и сите информации кои што ги имаме, ќе ги пренесуваме на вашите медиуми. Јас ви благодарам, посакувам успех во наредниот период и решавање на големиот број на предизвиците што ви предстојат. Ви благодарам и се гледаме во некој следен период. Тоа беше градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров, почитувани гледачи, во осумаголник по изминувањето на неговите први 100 дена од мандатот како градоначалник. Ви благодарам за вниманието и пријатна вечер.